да сближим, да зборуваме за това како нова държава да се продължила за гледане на страната. Аз съм само да инвестирам истата тази тема, така че да репортира пред младата и корасоцвали касата, видохте дека имаме обвръзка от 300 милиони евра за фасади, 20 милиони евра за МК сдружения, со презнак фашистични сдружения, организирани от страна на Дърбонане, а во касата имаше 6 милиони евра. И сега, ако разборуваме за инвестиции, кога трябва да спомниме Битола, и аз сакам да ви кажем дека директно среќе на овој квартал гледа дека се отделуваат бар малци средства од општинската каса за некаква помош за правење на некаква траса од Битола за Прилеп, од Битола за Читлија, да видевме некакви финансиски средства да се трошат барем за консултации услуги за железничката кога спремаме Читлија, но затоа сме сведоци дека такво нешто овде не е. Но сведоци сме исто така дека трасата Упив-Кичево кошта од 50 км, треба да се изплати кошта половина милион, 500 милиони евра. И тоа се 10 милиони евра на 1 километр. Како пример истите тие кои што го е гледа тоа траса, чинесите си монопро, изградија, значи не ова фирма, изградија за истата ова сума, изградија третиот најдол висечки мост во светот, во Кина, за истата сума на пари. Само како компарација за колку пари стана за збор. И на крајот, и на патот е сгрешен. Трасата е сгрешен. Сгрешен е трасата и за градско Прилеп, сгрешен е трасата и за Во 8 години не можеме да направиме опозиција. Вие ще на власт. Вие треба да правите. Ајде ме моламе слабо. Мене ме интересира да ми кажете колку пат е направен во Битола, кај се потрошени парите за патиштата во Битола, зашто Битола денес е инфраструктурно најоштетена. Имав предука и директорот на МОЛОВО, кој што каже да за имаме приоритет на вода за пиење во наредниот период, потребна е инвестиција 20 милиони евра само во сектор. И тоа не се гледа. Ама се гледат парокните фасади, што треба да ги платим 300 милиони евра. Затоа, продажбата на Иле, продуктовна Иле, што правите 20 милиони евра. Ајде, кажете се на кварталниот. За това зборуваме за кварталниот. Ајде, молам. Не докладувајте, вие држете се на точката. Се држам точно на точката, затоа што би ова точка за ние денес ке разговараме, бе спомнати трасите, бе спомнати патите, беше спомнати буџетот на централно ниво, бе спомнати барокните фасади, бе спомнати многу разни други аргументи на централно ниво, а нито една на локално ниво. Затоа ќе ви замолам председателите, кога барем разговараме за една ваква суштинска тема, да видиме како се трошат народните пари, представниците на власта, на локално ниво, да видат или се им е јасно кај се минаат граѓанските пари, пред парите на граѓаните. Тоа се само 50 литра, тука и 20 луѓе, кои што се не осомничи, ги обвинети за криминал.